place, European champion, Paruleshka Християна, Northern Macedonia. Охриѓанката Християна Парулеска се искачи на европскиот трон, откако беше прогласена за најдобра кадетка на европското првенство во традиционално теквондо, што се одржа во италијанскиот град Jesolo. Теквондо тренира веќе 5 години и ова е нејзин најголем успех. До првото место имала 3 победи над надпреварувачки од Бугарија, Хрватска и Украина. За мене ова награда значи многу успех и дека постигнав нешто за кое што работев и се вложував долго време. Во Италија освоив прво место, односно европски шампион во борби, спаринг до 50 кг. И второ место во борби со замислен противник за црн појас прв дан. За неја во родниот град беше организиран пречек, каде дојдоа нејзини соученици, но и многу граѓани. Колку си задоволна од пречекот на твоите охриѓани овде? Па искрено не очекував вака да биде и многу ми израдува. Кои се твоите следни планови, што понатаму, што те очекува? Па понатака имам турнир во Босна и Херцеговина, Гранд При, на кој што ќе бидам пријавена како јуниор и се надевам на успех. Колку е значена за тебе оваа награда воопшто? Сметаш ли дека и државата ќе побуди поголемо внимание за овој спорт? Па мислам дека многу деца ќе ги поттикнам воопшто да почнат да тренираат. Тренирам 7 пати неделно, кога се спремаме за турнир понекогаш и повеќе, и до 14 тренинзи неделно, 2 пати дневно. И барам многу труд и многу вложување. Што би им порачала на сите оние кои што сакаат понатаму да се занимаваат со теквондо, да тренираат? Бидете упорни и никогаш немојте прекинете да колку го сакате тоа. Низиниот тренер Маријамчо Лозаревски вели дека ова е најголемиот успех досега. Ова награда е историски успех, што ние никогаш не ни сонувавме дека можеме да добиеме пекар за најдобар поединец. Значи се надевавме на медал, ние сме мала држава, мала репрезентација, секаде судиите се пристрасни кон поголемите и како мала репрезентација не ни сонувавме дека ова ќе се случи. Чувството кога заврши финале, кога знаевме дека имаме прво место, мислам потекла една река солзи, радосници, и која слушнавме химната на Македонија за прв пат на европско првенство, неописливо чувство. И кога ја прогласија Християна за најдобра кадетка, тоа беше како гром од ведро небо. Значи историски успех што мислам дека тешко во иднина дека некој ќе може да го повтори. А ние ќе се трудиме да го повториме. Македонската репрезентација броеше 7 надпреварувачи и од 34 земји учеснички со околу 1200 надпреварувачи во сите конкуренции заврши на 13-то место во многу силна конкуренција. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Драјковски.